Тежок е животот на самохрана мајка, посебно ако е повторно во блажена состојба. Таков е случајот со Катерина Донева Винкова, која што живее во Штип во семејниот дом на незините родители. Таткото е починат и се разбира единствена помош е социјалниот приход од незината мајка кој чини само 9.000. Ке ни раскаже како се снаоѓа 30 дена во месецот да снабди храна и пелени за незиното бебе. Здраво. Здраво, Ката. Јас сум Оливера. Се слушнавме по телефон. Ни пишуваш уште летово. Да. Но сега стигнавме да дојдеме и да ве сослушаме вашата приказна. Моглизите. А не дочекуваш со солзи добар ден? Да. Што ви се случува? Зошто си тажна? Па со сопругот се оставивме и сака сега детето ми го земе и па сум трудна и не знам како земото ќе го поминам. Без дрва, без храна, без нешто. Сега си во куќата на мајката? Да, тука куќата на мама на тата. Доле чичко ми, јас сум горе. А он не се јавува, не питува ништо, веќе 2,5 месец, 3. Не могу нигде ја му звонам, он не могу нигде пријавуваме у полиција. Немаш вработување, немаш никаков приход? Додека да се породам, барем ако може ми се помогне после, ќе се вработам негде. А сега кај со ова дете и со другото. Ова е Илина? Да, Илина. Ме зборуваше за неа по телефон, Да. но тешко ја гледаш изминативе месеци. Како сум разделена. И додека беше со него не беше сјајна, ама... Ова е вашата соба, тука спиете? Тука спиеме јас и он. Ево, на тоа се грееме, дрва нема. Тоа е. Него нигде го нема, детето се го траже. Не знам што би правила ако ми ја земат. А кажа он дека ќе ми ја земе. Он нигде го нема. Нигде. Како се снаоѓаш со пелени, со храна за детето? Па од луѓето и од чичо. На него му звонам за пари, он ми се дере, заканува, уште шо не. Беше ме удрил туку оваа соба. Ја дето го тржам на рација, он ми удри. Јас го пријавив и не може да не стрпе. Со него сум веќе 2,5-3 години. На почетокот дојде полни. Имав спонтан таму, Илина, сега уште едно. Тоа е. И ова бебе што се уште е на пат? Кажува дека не е од него. Како може да не е од него? Кој е од него? Мајка му вика да абортирам. Како да го абортирам? Што е потребно за да ти се улесни оваа зима? Треба да не ми се разболеш толку дет. Често се разболува во ладна Да. просторија. Има инхалација, имам и провер. Со колку приходи живеете, бре? Со 9.000 сум имам. Зашто ви стигнуваат тие пари? За ништо. Само струјата ќе ја платам на чичо и на кредито ќе дам некој рат. Имаш и кредит? Да. Стигнува ли за храна за Илина? Не. Како се снаоѓаш? Чичо? А таткото нигде го нема. Во продавница се задолжуваш? И таму кај. Што им велиш во продавница? Па се млеко, само млеко. Тука нема пелено у нашата продавница, само млеко. И даде човеко. Ама не е тоа решение, јас знам дека не можам вака. Ама како друго јаче. Затоа ве повикав највеќе. Да ми се помогне прем додека да се роди дете. Да можам тоа да го пуштам у градинка, тоа додека да порасне и после и двете градинка ја ќе се работам. Велат со староста доаѓаат и проблемите, посебно здравствени. Меѓутоа и во младоста може да бидеме изненадени и повредени од некоја болест. Дефинитивно многу лоша комбинација, фузија од болен син и мајка, ќе видиме денес во Свети Николе, ќе го посетиме домот на Тоше и неговата мајка Марија. Да. Тоша? Да. Оливера. Добар ден. Се слушнавме. Тоше? Не ви е добра раката? Ма удари Гледам. и рака и нога.
комплет, 2 удара, едно подуго. И таа што си живеел со непокретна мајка во постела. Ова е ваш стан? Ова е стан наш. Ево овде живееме јас и мајка ми. Тешко одите? Ова ви е последица од ударите? Да, десната рака и десната нога. Ево овде живеам јас, во оваа соба, тука спијам. Во ова? Во ова, да. Тука спијам. Сега овде мајка ми од левата страна, непокретна. И А зашто е неподвижна мајка ви? па мајка ми доскоро се движеше благодарение на зидо. Подпира се на зидо и одеше. Одеднаш западна и А зошто е преврзана главата? скоро беше паднала под масата. Главата ѝ беше скроз кај регало од таа страна. Како може тамо да се бодне? Значи, паѓа она неколку пати има паѓано. Додека јас чу дека она паднала, викаше она. Дојде, едва ја извадив со левата рака, десната не може. Едва ја извади, повеќе ја измучи, влечејќи ја нааму да ставам на кревето. Викнав, одма, брза помош, дојде ја преврзаа инекција ударија и направи интервенција некоја. Како ви поминува денот? Што ви е секојдневието? Кога ви е најтешко? Секојдневие, тоа е кај мене секој ден, значи нема дење, нема ноќе. Кога ќе викне мајка ми, ја мора да бидам овде да ја помогнам. Сепак е мајка. И Како повеќе да се грижите за неа отколку за вас? да, колку можам, што да правам, ето, ситуацијата кај мене е таква, ама болеме, мајка ми е. И мора да се грижам. Сега, гледам дека од институциите неам некоја помош, а и апелирам на неколку пати, ни од Црвен крст, ни од социјалното обеќавам и нешто дека у најскоро време ќе испратат испомош. Порано земавте и храна, сега веќе и таа ви е скратена. Сега, да, земав од кујната и сега, пошто не су бил редовен, скинавам ја кујната, а како да идам редовен, кога 2 километри од тука ми е кујната, како да отидам со ова штака? А како готвите со една рака? Како се снаоѓате? Животот ќе те научи на се. Значи, ја деснак сум обично. Како ми се десило ова? Полека со теко на времето привикнав со левата рака да работам се. Да. Како набавувате намирници за лек? Намирници, леко? вака. Имам едно дете комшија овде, благодарение на него другите гледам дека некако лабаво. Порано верувавте? Не се многу услуживи, а верував ја порано дека ај, комшии натаму нема. Нема веќе умре тоа време. Тоа другарчето Денис доваѓа што требе, како требе, услужуваме редовно леп со леп до продавничка отиде, донесе ми. Благодарен сум многу до него. Свака му час. Друго што да ви кажам? Како се перете? Порано- Како се... Перам на раци. Имам перална као да ја немам. Ке мора да викнам некој да ја сврле, што да правам? Само ми зазива место. Перална немам. Еден кауч порано мајка ми спиеше у кујната, на тај кауч пропадна. Сега на овај кауч спие и ова е готов. Ево, погледнете. Мамо, потоби се малку натаму. Да ви помогнам? Само завиеш таката. Да се фатаме овде. Мамо бега натаму, обрни се на таа страна. Толкова дупка. Ле. И сега јас земам алишта стари, ставам у кесето, пошто она може нормално овде, за да посунам дупката да не ја убива. Тоа и федерите веројатно ја убиваат, може од таа И вика. за тоа бев приморан. Мисли што да биде што, едно кесе стари алишта ставам. Може би треба да се исфрлат овие стари делови од мебел, да се донесе Ма некој ја нов. би ги исфрлил и двата. Каучици, и таа за фрлање и овај.
Kako si, baba Marija? Baba Marija si? Jaz sam Olivera. Kako? Ne može da stane vika. Ne možeš da staneš, a vjerojatno to ti je najgolemata želba, da staneš, da se dvižiš. Želba ima. Ne je izgodna života. Така зелена не е болна. Само вероятно од старост. От старост зелена и сега не ја се довало ни нега, ни ништо. Чекате бе луѓе, живееме во една држава кај што не е она животно бре. Нели е она жител на оваа држава, нели е она работила. Не изследува нега, викаат. А вие колку земате социјално? Социјално 4.500. Дали се тие достоинствени да го поминате месецот доволни средства? Извините, Оливера, измеѓу тоа ова прашање не знам како ви го посоветувам уопште. Би вие гледате во кој време живееме. Како може да бидат достоинствени? Зашто се доволни? Па немаме ни комуналите да се платат само со социјално. Да. Него благодарение Бог да му душа просте на тато и мама си имаше пензија, па префрли на неја со таа инвалидска пензија, колку е толку е крпеме едвај, крај со крај, со тие 16.000. Во мејчинството колку се ужива уште повеќе има откажување и борбеност. Една таква жена на која Бог и дал улога на мајка е Катерина Донева Винкова од Штип, која, иако има само 24 години, се соочува со многу борби пред себе. Ќе каже дека имала мирно детство во куќата на татка си до своето полнолетство, но многу млада верува дека ќе најде сродна душа. Па на 18 години раѓа дете кое не и било признато од првиот животен сопатник, па веднаш останува без рожбата, зашто самата не била способна да се грижи за него. Денес името на тоа дете и е истетовирано на раката и веројатно сиот живот во срцето. Пред 2 години Катерина повторно верува дека носи правилна одлука и се мажи. Пред нецели 12 месеци ја раѓа Илина, а во моментов е повторно во блажена состојба, но веќе подолго време поради несогласување со сопругот вели таа е вратена во домот на мајка си и живее само со неа, затоа што татко ја починат. Но вели немам никакви примања, немам никаква помош од него. 2 месеци сум била само на лепина вода. За детето немам пилени и млеко. Мама зема 9.000 социјална помош со кој плаќаме сметки и долгови. Не стигнува за храна, па морам ни солзи. Ќе каже оваа несрекна мајка, да барам донации за детето и да се молам некој да ми помогне со дрва, зашто социјалните служби ми се закануваат дека ќе останам и без ова дете. Не сум во состојба да работам затоа што сум бремена ќе додаде таа, но веднаш штом се породам и малку бебето подпорасне, ветувам ќе барам работа под дрво и под камен за да им обезбедам иднина на моите деца. Без нив јас не би била човек, завршува Катерина. Тоше Стојковски живее усамен и тежок живот со својата мајка во 4 зида во семејниот стан во Свете Николе. Има 59 години, иако судбината што го снашла покажува многу повеќе брчки на неговото лице. Како млад бил среќен и исполнет. Неколку години работел во елитна фабрика во Швајцарија и се надевал дека таму ќе добие виза и ќе остане. Но работата и среќата му била земена пред очи, па тој се враќа во родниот крај и продолжува да работи сезонски како градежен работник. Нема да оствари право на пензија зашто по смртта на татко му започнува тешкиот живот, а очигледно најтешка му е обврската да ја чува својата стара 84 годишна мајка, која е неподвижна и зависна од неговата помош. Пред 2 години животот веќе му станува неподнослив откако добива 2 мозочни инфаркти и не може да се стимне од зградата за да купи храна за да преживеат. За да биде уште полоши од народната кујна им го укинуваат оброкот, па понекогаш вели тој, ако некој сосед не се смилува да им купи леп, може и да гладуваат. А ова семејство живее само со 4500 динари социјална помош од Тоше и инвалидската пензија од баба Марија. Без парицата лани зимата ги принудила да примрзнат без струја, а стравуваат дека и оваа година ќе ги снајде истото, па затоа замолуваат за помош да го поминат овој тежок период за нив во кој се оставени сами на милост и немилост.
мејчинството колку се ужива уште повеќе има откажување и борбеност. Една таква жена на која Бог е дал улога на мајка е Катерина Донева Винкова од Штип, која, иако има само 24 години, се соочува со многу борби пред себе. Ќе каже дека имала мирно детство во куќата на татка си до своето полнолетство, но многу млада верува дека ќе најде сродна душа. Па на 18 години раѓа дете кое не и било признато од првиот животен сопатник, па веднаш останува без дружбата, зашто самата не била способна да се грижи за него. Денес името на тоа дете е истетовирано на раката и веројатно сиот живот во срцето. Пред 2 години Катерина повторно верува дека носи правилна одлука и се мажи. Пред нецели 12 месеци ја раѓа Илина, а во моментов е повторно во блажена состојба, но веќе подолго време поради несогласување со сопругот вели таа е вратена во домот на мајка си и живее само со неа, затоа што татко ја починат. Но вели немам никакви примања, немам никаква помош од него. 2 месеци сум била само на лепина вода. За детето немам пилени и млеко. Мама зема 9000 социјална помош со кој плаќаме сметки и долгови. Не стигнува за храна, па морам ни солзи, ќе каже оваа нистрекна мајка, да барам донации за детето и да се молам некој да ми помогне со дрва, зашто социјалните служби ми се закануваа дека ќе останам и без ова дете. Не сум во состојба да работам затоа што сум бремена ќе додаде таа, но веднаш штом се породам и малку бебето потпорасне, ветувам ќе барам работа под дрво и под камен за да им обезбедам иднина на моите деца. Без нив јас не би била човек, завршува Катерина. Тежок е животот на самоохрана мајка, посебно ако е повторно во блажена состојба. Таков е случајот со Катерина Донева Винкова, која што живее во Штип во семејниот дом на незините родители. Таткото е починат и се разбира единствена помош е социјалниот приход од незината мајка кој чини само 9000. Ќе ни раскаже како се снаоѓа 30 дена во месецот да снабди храна и пелени за незиното бебе. Здраво. Здраво, Ката. Јас сум Оливера. Се слушнавме по телефон. Ни пишуваш уште летово. Да. Но сега стигнавме да дојдеме и да ве сослушаме. Вашата приказна. Муглиците. А не дочекуваш со солзи добар ден. Да. Што ви се случува? Зошто си тажна? Па со сопругот се оставивме и сака сега детето ми го земе и па сум трудна и не знам како земото ќе го поминам. Без дрва, без храна, без нешто. Сега си во куќата на мајката? Да, туку куќата на мама на тата. Доле чичко ми, јас сум горе. А он не се јавува, не питува ништо, веќе 2,5 месец, 3. Нема го нигде, ја му звонам, он нема го нигде пријавуваме у полиција. Немаш вработување, немаш никаков приход? Додека да се породам, барем, ако може ми се помогне после, ќе се вработам негде. А сега кај со ова дете и со другото. Ова е Илина? Да, Илина. Ми зборуваше за неа по телефон, Да. но тешко ја гледаш изминативе месеци. Како сум разделена. И додека беше со него не беше сјајна, ама... Ова е вашата соба, тука спиете? Тука спиеме јас и он. Ево, на тоа се грееме, дрва нема. Тоа е. Него нигде го нема, детето си го траже. Не знам што би правила ако ми ја земат. А кажа он дека ќе ми ја земе. Он нигде го нема. Нигде. Како се снаоѓаш со пелени, со храна за детето? Па од луѓето и од чича. На него му звонам за пари, он ми се дера, заканува, уште шо не. Беше ме удрил туку оваа соба. Ја дето го тржам на рација, он ми удри. Јас го пријавив и не може да не стрпе. Со него сум веќе 2,5-3 години. На почетокот дојде полни. Имав спонтан таму, Илина, сега уште едно. Тоа е. И ова бебе што се уште е на пат? Кажува дека не е од него. Како може да не е од него? Кој е од него? Мајка му е вика да абортирам. Како да го абортирам? Што е потребно за да ти се улесни оваа зима? Дрва да не ми се разболеш толку дет. Често се разболува во ладна просторија. Има инхалација, има ми правен. Со колку приходи живеете, Со брат? 9.000 сум имам. Зашто ви стигнуваат тие пари? За ништо. Само струјата што ќе платам на чичо и на кредито што ќе дам некој рат. Имаш и кредит? Да.
Стигнува ли за храна за Елена? Не. Како се снаоѓаш? Чича? А таткото нигде го нема. Во продавница се задолжуваш? И таму кај. Што им велиш во продавница? Па се млеко, само млеко. Тука нема пелено у нашата продавница, само млеко. И даде човеко. Ама не е тоа решение, јас знам дека не можам вака. Ама како друго јаче. Затоа ве повикав најаѓе. Да ми се помогне прем додека да се роди дете. Да можам тоа да го пуштам у градинка, тоа додека да порасне и после и двете градинка ја ќе се работам. Катерина Донева живее живот каков што не би требало да живее ниту една жена. Иако имала релативно добро детство, не може да каже дека и сега кога се осознала во улогата на мајка живее добро. Таа на 18 години родила ќерка која не била прифатена ниту од избраникот, ниту од татко и па немајќи услови да ја чува морала да се откаже од неа. Неколку години верувајќи дека прави добар избор, повторно се мажи и лани ја раѓа Илина, но за жал набрзо се враќа во куќата на мајка си, каде живее многу тешко со нејзината скромна социјална помош која вели таа не стигнува за ништо. Како живееше како девојче пред да влезеш во овие брачни води и да Добро, имаш проблем? татко ми помагаше. Он цело време беше покрај мене, а тако он почина. И тако ми се десија вие работи. Што ти се случи? Пред неколку години имаше уште еден љубав Да, настав. тоа што ме нападнаа тие двајцата и тато по кратко време почина после тоа. Почина и после некое време јас се затвори у себе и тоа. По смртта на татко? Да. Зошто се затвори во себе? И поти сите мене ме укривуваа за тај настан. И после некое време стапив во врска со таткото на детето. Мислеше дека се ќе биде како што треба, али не испадна така. Имаше еден неуспешен брак пред овој Да, ама и Александра, која што гледам ја имаше истатовирано на раката и веројатно цел живот во срцето. Но беше одвоена од нејза. Зошто ти ја самото одзема? раѓање, па не, татко не ја призна. Таткото не ја призна. Ти не можеш да се грижиш за неа? Не работеше, ја дојде беше 18,5-19 години. Татко ми не ке да бе прифана, пошто не знаеше од која шо е. Татко каже, ќе прави ДНК. Ама ништо, тај го снема. Он предходно од 3 деца има. На почетокот се беше окей таму. Они ме прифанале, ама... Таму живеев така и Да. него? Исто од Штип? Он е од Милено, од Свети Николе. И таму ка мајка му многу се мешаше, се она. Децата она, на мене ништо не оставаше. После некој време останав трудна, ами изгубив го бебето, пошто имаше кавики со мајка му таму. Пред Илина? Пред Илина од него. И ја не може таму да издржам со мајка му, кажав му, или нека се одвоја мајка му, или јас ќе се одам ке бабете. Дојдев туку бабете и он дојде. Тука кај Да, твоите родители? тука ке мама куќата. И се беше окей, ама они почнаа да му звонат. Немек децата не можеле без него, оти он има 2 мали деца, една полнолетна. Он пред мене да ме земе, но он бил по странство. Кога детето е родено, тука со му куќата на тато, него кога дојде доваѓаше до 3-4 месеца, од тогајте го нема. Ја му звонам за парите да несе на детето. Он у јули месец, при крајот на јули, дојде тука од Рим. Јас го пријавив, оти не може да издржам тоа више. И од тогајте нема го. Тука бевме живеале некое време. Ако останав трудна со Илина, мајка му го убеди да му остави 5 месец да иде за Германија. На нив и праќаше по 500 евра, на мене 3000 раки само. За 2 недели. И после тоа, ако се роди Илина, ништо немаше спремено тука. Само они изчистија тука и толку. А ја го веќе 2,5 месеца наваѓам како знам. И оти беше објавила јавно дека барам помош. Страмила сам ги воли и страмењаше ќе потражам. Па тогава јадно беше. Грижели сме се, убаво беше. Сега лошо што остави го он дете без ништо, без памперс, без млеко. Грота, греќе офан. Звоне му, он не се јавува. А зашо не се јавува, кој го знае? Неким донации што он викал дека само донации барам, дека не работам. Он самиот не ми дава да работам. Зашо сум бишувала на неговите другари, а што да правам?
Идам там кај него, мајка му ме пуде. Де мама? No. Мајка му ме пуде. Ми кажа дека пред известно време, долго време била и веспелени со денови. Да, со денови со се. И срамила сам го ја него. Шо ја срам, шо ќе потражам ли? А тебе каква ти немаше пелени? Нема живот, njegova zimu i ne drva saka. Nema pari. Што ќе се плесва две деца? Тешко е. Како го поминувате денот? Еве, колку толку вашата социјална помош ја давате за децата? Да, Да има пелени, да има млеко? да. Ама не стасува. Струја треба да се даде. Струјата на по 2000 струја плаќаме. Тешко е. Там исто беше. Дојде си коски кожа таму, кога изгуби бебето. Стрина ми знае се и чичко. Он ми кажува, не е тај за тебе, ја не. Ја го е зиму иде. Уште едно дете, пак сум трудна. И кажува дека не е негово дете. Како може да не е негово, ако сум само со него? 25-та недела сум. И дури мајка му ме тера да абортирам. У 5 месец ме треба да абортира мајка му. Кој иде јас кај него дома со детето, она ме пуде. Он ми каже, ако ќе се разведе, ќе му го земе детето. Сега кај ме остави на милост и на немилост, сега и дете ќе ми земе. Кај ќе го носи детето? Он нема стално живеалиште. Под кирија нон-стоп. Воја на татко ми немам уште правено оставинска, пошто кредит има. И сега ни звони, ни да пита, ништо. А детето си го тражи нон-стоп, тата. На 4 месеца кажа тата. Него никде го нема. А работе, кажува дека работе. Од сабале до вечера. Кај му одат парите, не знам. На тие деца се има, а за водете ништо. Ти тражам пари, заканува ми се. Вика, шо ти само пари тражаш? А шо да правам? Па, пресидимо ништо. Од комшиите взимам и од чичком. И вака луѓето на Фејсбук шо ми пишуваат нека, ама не ми пишуваат никој веќе. Никој не ми помага, мисля дека сум со него. Јас со него не сум веќе 2,5 месец, трети веќе. Не ми интересираше, сака нека прави, ама нека тоа нека донесе за детето. И кој родител би го оставил детето вака? Да му гладува по 2,5 месеца и да дозволя друг да му зима млеко и пелени. Бојана, али уште едно бебе ќе дојде на свет? Не знам со тоа што ќе биде, како ќе биде. Он само вика развод, а што ќе постигне со тај развод? Ако му било толку за развод, не требало ни деца да прави со мене. Не требало ни фамилија да ствара со мене, ако е мислил вака. Оставени сте на социјалната помош од мајката, Да. која е минимална? 9.000 арки, што и давам ги, плаќам ги брзите кредити. Вчера земавте социјална Да. помош и видиш веќе отидоа парите. Што купи? Млеко за детето. И преска памперси мајка ми зема тие на парче што се. Кажа му, звони му, викам, детето болно. Викам, хладно, па не е ладно. Сега ако не е ладно ноќе, не знам. Инхалација треба да ја правам. Ти веќе птена задната, гледате и ви. Имам и лекови земани. Него го нигде нема. Ни да се јави, ни да пита. Битно за тие деца там има. И во дете, како да не е од него. Така се понаша, како да не постојам јас или на и во дете што го носи. Цело време сме сами. И ако може некој да ми се помогне, барем за дрва. За мене не мора ништо, барем детето не биде наловено. Па ја го е зимуска дрва, на дете пелени ќе треба. Млеко, тие работи. Немате дрва? Па нема млек. Лани, како ја поминавте зимата? Он беше купил 3 кубика дрва. Ама беше тука, купи дрва. Се кој ќе купи? На Пишанка отидам тука кај нас со продавницата, даде. Ја му кажувам на продавача, само за детето да има, јас ќе се снајдам. Нема да јава. Лепи вода јаде 2,5 месец. Недостоинствено за една жена и мајка живее Катерина со незиното дете. Второто бебе наскоро ќе се роди, а условите се навистина тешки за ова семејство. Без дрва, без храна, без основни услови за живот. Но веројатно најтежок е стравот кај Катерина да не изгуби Илина и нероденото дете, бидејќи нема услови за живот ниту за себе, ниту за нив. Мајка ми, она е со диагноза, ама те како ще гледате, со мене цело време. Викат од центарот дека мајка ми не била
со паметот добро. Она си има таа диагноза, ама ни напаѓа ништо. Она ми помага за бањање, она се. И доле чичко ми. И чичко ми ако не знам што бих правила без нив. Порадно съм работила от 2 за 7 дом. Колку години имате? Ке пунам 60 кусur години. Ама, што да правиш? Некој со здравето не съм лежал негојат у болница. Од социјалното ништо не кажу, од никога е разводо ништо. Од никој немам подршка. Освен од чичко ми и брат ми што вај. Кога би се развела официјално, имаш право на социјална помош? Доајта, а до тогај што ќе правам? Доле чичо и па помага нешто, дава пари. Но не може стално, и он има фамилија. Голема, и он жена, деца, внучиња, треба и да се грижи он за нив. Социјалните служби доаѓаат и Да. бараат услови Да. за да може да растеш дете? А какви услови кои сум сега трудна? Кај да одам да работам? Ја би отишло додека да се породам, ќе работам. А кој ќе ме прима трудно? Он додека беше со него, мислам у заедница, он не ми даваше да работам. Едно внуче ви е одземено и дадено на посвојување. Да. Се заканува и за ова второво, Да. дека социјалните служби ќе го одземат. Да. Сигурно и тоа ви е многу тешко. Да. А не имате сила да ја помогнете. Одека се? Зашто ќе помогнем? Немаме услови. Значи, најискрено ви кажувам, за детето живеем. Јас се знам како сум издржала без првото дете. Одземаа ми го и не само нешто го виде. Сега она, ако ми ја земат, не знам. Не знам што би правила. Дето не давам јас. Он вика ќе го земе. Не го давам детето. За тоа ме повикав додека да се породам, барем да има услови дето после. Кога ќе порасне малку бебето, ќе се тргнам на работа. А сега кај да одам? Јас знам дека ќе има секакви коментари за мене, ама секој си го знае својот живот. Ја како сум со него и особено Илина како се роди, целото внимание на неа и го посветувам. Цело време сум со неа. Во животот секогаш ќе сретнуваме два типа на луѓе. Еден што ќе не повреди, а друг што ќе не излечи. Еден што ќе ни забие нож, а друг што ќе ни го понуди срцето на дланка. Никогаш оние без душа не напаѓаат 10 пати повеќе од оние со душа. Но да не се обесхрабруваме. Секогаш, колку и да е мрачна ноќта, секогаш ќе дојде некој кому нема да му биде сеедно што патиме и ќе не извлече од бездната. Тоше Стојковски живее усамен и тежок живот со својата мајка во 4 зида во семејниот стан во Свете Николе. Има 59 години, иако судбината што го снашла покажува многу повеќе брчки на неговото лице. Како млад бил среќен и исполнет. Неколку години работел во елитна фабрика во Швајцарија и се надевал дека таму ќе добие виза и ќе остане. Но работата и среќата му била земена пред очи, па тој се враќа во родниот крај и продолжува да работи сезонски како градежен работник. Нема да оствари право на пензија зашто по смртта на татко му започнува тешкиот живот, а очигледно најтешка му е обврската да ја чува својата стара 84 годишна мајка, која е неподвижна и зависна од неговата помош. Пред 2 години животот веќе му станува неподнослив откако добива 2 мозочни инфаркти и не може да се стимне од зградата за да купи храна за да преживеат. За да биде уште полоши од народната кујна им го укинуваат оброкот, па понекогаш вели тој, ако некој сосед не се смилува да им купи леп, може и да гладуваат. А ова семејство живее само со 4500 динари социјална помош од Тоше и инвалидската пензија од баба Марија. Без парицата лани зимата ги принудила да примрзнат без струја, а стравуваат дека и оваа година ќе ги снајде истото, па затоа замолуваат за помош да го поминат овој тежок период за нив во кој се оставени сами на милост и немилост. Велат со староста доаѓаат и проблемите, посебно здравствени. Меѓутоа и во младоста може да бидеме изненадени и повредени од некоја болест. Дефинитивно многу лоша комбинација, фузија од болен син и мајка, ќе видиме денес во Свети Николе, ќе го посетиме домот на Тоше и неговата мајка Марија.
Да. Тоша? Да. Оливера. Добър ден. Се слушнахме. Тоше? Не ви е добра раката? Ма удар има Гледам. и рака и нога, комплет, два удара, едно по-друго. И тази ситуация си живеел со непокритна мајка, опостала. Ова е ваш стан? Ова е стан наш. Ево овде живееме јас и мајка ми. Тешко одите? Ова ви е последица од ударите? Да, десната рака и десната нога. Ево овде живеам јас, во оваа соба, тука спијам. Во ова? Во ова, да. Тука спијам. Сега овде мајка ми од левата страна, непокретна. И А зашто е неподвижна мајка ви? па мајка ми доскоро се движеше благодарение на зидо. Подпира се на зидо и одеше. Одеднаш западна и А зошто е преврзана главата? скоро беше паднала под масата. Главата ѝ беше скроз кај регало од таа страна. Како може тамо да се бодне? Значи, паѓа она неколку пати има паѓано. Додека јас чу дека она паднала, викаше она. Дојде, едва ја извадив со левата рака, десната не може. Едва ја извади, повеќе ја измучи, влечејќи ја нааму да ставам на кревето. Викнав одма брза помош, дојде ја преврзаа, инекција ударија и направи интервенција некоја. Како ви поминува денот? Што ви е секојдневието? Кога ви е најтешко? Секојдневие, тоа е кај мене секој ден, значи нема дење, нема ноќе. Кога ќе викне мајка ми, ја мора да бидам овде да ја помогнам. Сепак е мајка. И Како повеќе да се грижите за неа отколку за вас? да, колку можам, што да правам, ето, ситуацијата кај мене е таква, ама болеме, мајка ми е. И мора да се грижам. Сега, гледам дека од институциите неам некоја помош, а и апелирам на неколку пати, ни од Црвен крст, ни од социјалното обеќавам и нешто дека у најскоро време ќе испратат испомош. Порано земавте Кој- и храна, сега веќе и таа ви е скратена. Сега, да, земав од кујната и сега, пошто не су бил редовен, скинаа ми ја кујната, а како да бидам редовен, кога 2 километри од тука ми е кујната, како да отидам со ова штака? А како За- готвите со една рака? Како се снаоѓате? И животот ќе те научи на се. Значи, ја деснак сум обично. Како ми се десило ова? Полека со текот на времето привикнав со левата рака да работам се. Да. Како набавувате намирници за лек? Намирници, леко? вака. Имам едно дете ковшија овде, благодарение на него другите гледам дека некако лабаво. Порано верувавте? Не се многу услужливи, а верував ја порано дека комшии натаму нема. Нема веќе умре тоа време. Тоа другарчето Денис доваѓа што треба, како треба, услужуваме редовно леп со леп до продавничка отиде, донесе ми. Благодарен сум многу до него. Свака му час. Друго што да ви кажам? Како се перете? Порано- Како се... Перам на раци. Имам перална као да ја немам. Ке мора да викнам некој да ја сврле, што да правам? Само ми зазива место. Перална немам. Еден кауч порано мајка ми спиеше у кујната, на тај кауч пропадна. Сега на овај кауч спие и ова е готов. Ево, погледнете. Мамо, потоби се малку натаму. Да ви помогнам? Само за виж таката. Се фатаме овде. Мамо бега натаму, обрни се на таа страна. Толкова дупка. Ле. И сега јас земам алишта стари, ставам у кесето, пошто она може нормално овде,
за да посунам дупката да не ја убива. Тоа и федерите веројатно ја убиваат мужиот таа И вика. затоа бев приморан, мисли што да биде што, едно ќе се старија лишта ставам. Може би треба да се исфрлат овие стари делови од мебел, да се донесе Ма некој ја нов. би ги исфрлил и двата, како че и таа за фрлање и овај. Како си, баба Марија? Баба Марија си? Јас сум Оливера. Како? Не може да стана, вика. Не можеш да станеш, а веројатно тоа ти е најголемата желба, да станеш, да се движиш. Желба има. Не е изгодна желбата. Така залегна, не е болно. Само веројатно од старост. Од старост залегна и сега не ја се довало ни нега, ни ништо. Чекате бе луѓе, живееме во една држава кај што не е она животно, бре. Нели е она жител на оваа држава, нели е она работила. Не изследува нега, викаат. А вие колку земате социјално? Социјално 4.500. Дали се тие достоинствени да го поминате месецот доволни средства? Извините, Оливера, измеѓу тоа ова прашање не знам како ми го поставите уопште. Би вие гледате во кој време живееме. Како може да бидат достоинствени? Зашто се доволни? Па нема ни комуналите да се платат само со социјално. Па. Него благодарение Бог да му душа просте на тато и мама си имаше пензија, па префрли на неја со таа инвалидска пензија, колку е толку е крпеме едвај крај со крај со тие 16.000. Се било добро во животот на Тоша Стојковски додека бил жив и неговиот татко. Владеела слога и хармонија во нивниот семеен дом. Тоша за 3 испити не го завршил земјоделскиот факултет и заминал да работи 4 години во Швајцарија. Откако не успеал таму да устане, се враќа дома и татко му одлучил да ги обезбеди за понатаму, помагајќи му на братот на Тоша да изгради куќа, вели тој, а станот да остане за него, дочувувајќи ги родителите додека се живи. Подоцна на Тоша се жени, но за жал се раздвојува од сопругата и ги губи двете деца. Се функционираше нормално, додека и татко ми беше жив. Идеше се една нормала, јас завршив средно школо, овде во Свети Николе. Се запишав на факултет во Скопје, на земјоделски, до 3-та година завршив. После 3-та година преку студентска организација отидов во Швајцарија, каде што првата година работев додека да се снајдеш, работев 3 месеци. Втората 3-4, така имам документи за тоа. Третата година работев 6, четвртата 9 месеци. Со надеж дека ќе добијам виза. Таму работев во една штајн фабрика, камен фабрика, обработка на камен. Таму обработуваме негде околу 85 видови на камен од целиот свет. Бевте добар работник, но сепак ја немавте среќата да добиете виза и да останете. Немав, ми ја открадала така речено на некој начин, Хрват еден. И мате, нема да го заборавам никаде. Ми го зема левот, газата, иако спрема ми визата префрлиле на него, така да ми извисија мене. Со тоа што имав нешто заработка таму, благодарение на мајка ми и татко ми ја живеам, ностот со нив, не коегзистира. Се ожени брат ми и нормално седнавме на маса, татко ми рече, ајде да се договориме, овде ќе биде тесно, утре и ти ќе се оженеш, на мене и вика, како да направиме. Договорот беше на брат ми да смогнеме сили, заеднички, да направиме куќичка една. Што и го направивме, а јас да останам со родителите. Бев женет, имам жена, Силвана, 2 дечиња, Кристијан и Валерија. Во Германија се сега. Тука живеевте во станов? Тука па бевме малку под кирија. Притисна брат ми. Како јас, додека
да направиме куќата бев под кирија, демеки ја морала да идам. Да бидеме ека-ек. Така, по негово инсистирање, добро викам, ајде ќе ти испунеме желбата, испунаваме под кирија и тука се деси тоа разрушување на бракот, оставиме се со Силвана. Останувате сами, се враќате кај мајката? Се враќам назад. Децата го продолжуваат својот пат? Да. Силвана само била во Германија и враќање, да ги видам децата, ја ги пушти децата, да ги види. Она ги децата од тука однесе у Штип, има сестра. И од Штип бегат за Германија, авионски. А дали денес имате контакт со собствените деца? Не се јавуват. На неколку наврати Кристија се јавуваше како е баба, како сега гледам у задно време, никако. Тоа до мината година може се јавувал некој, сега не. И Во меѓувреме вие работевте нешта тие години додека бевте помлад? Работевте нешто тука во Свети Никола? па сезонски нешто. Можеби и овој човек никогаш немаше да побара помош доколку не добиеше 2 мозочни удари и стане неспособен да се грижи самиот за себе, а камоли за својата мајка. Тоа и му е најтешко, вели тој. Не може да ја гледа како се мачи во староста, а нема помош од никој. Живеат со минимални средства месечно, често остануваат без струја и храна, но тоа е најтешко во зима кога буквално премрзнуваат. Згора на тоа и машината за перење му е расипана папире на раце, и тоа со едната способна рака бидејќи десната поради ударот му е парализирана. Затоа замолува за помош, за редовна храна и нега од трето лице, како и полесно да ја помине престојната зима. Подрумот доле има дрва. Се греевме на дрва. Идам да земам дрва, осветлување нема у ходникот, у подрумот доле. И товарија веќата од тие од дрвата, ѓубрето, љушпите, лизнацане на и паднав со овој мускул, со ова нога. Удрив на има едно како зиче вака, препрека и удрив. Сега, толку околу месец дена нека е било. Ногата ми отече. Најголема грешка што имам направена, што не отидов на лекар, викам, ајде, ќе помине. Со теко на времето ќе помине, отечела, тоа е од ударот. Измеѓу тоа, по објаснувањето на докторот, кога ми се деси ова, вика, тоа што е најголемата грешка, вика, што не си бил на лекар да преземат мерки, ногата ти е на тебе, вика, станала тромбозидна. И со теко на времето, од неја, откача се тромб и до косуре. Паралелно со вашата болест, болна е вашата мајка која има 84 години. Тоа ме највише боле. 84 години у постеле и не може да ја гледам така, сепак крв вода не бива. Грев ми е. Кога ќе викне Тоше, како да оставам? Нема мира, нема ни спање, нема. Мора да идам те јадење да јаднесам, да пресоблечам, да... Што да правам? Колку години имаш, Марија? 84. А болна сте и во постела. Тоше се грижи ли за тебе? Тоже Се грижи? се грижи. Ве боли ли нешто? Не боли. Не ве боли. Ама не можете. Можете ли да одите? Не може. Тоа ви е најтешко? Не е тешко. Пред некој ден ми кажавте мајка ви паднала под масата. Едва ја извадив. Јас бев во кујната, правев нешто за јадење. Гледам, Тоше, дури на плач некој тера. Викам, Боже мили, оваа направи нешто. Полека со таката дојде. Она рита со нозите побутала и столови, главата на кај, под масата на кај регало. Како се бодна тука, мамо, она главешки падала. Овде разбиена беше целата. И уште има ова преврата. Викна одма амбуланата брза помош.
дојдеа удари инекција, притисок од 200. Колку земате социјална помош? 4.000. Зарем е можно да се помине месецот со... Па, благодарение на мајка ми 50. Колку зема мајка? 16. И од тоа многу ми беше тешко маското зимо. Струјата кога качија, имаше повлечи, потегни. Кога ми дојде белешка 8.500 за еден месец. И бев, не можеш, нема ни од колко да побараш. Ја брат имам као да го немам. И бев исклучен едно известно време од струја. Како сме го тоа минале, додека повторно ми ја приклучија, само ја и мајка ми знаеме. Како живеевте во мрак, неподвижни двајцата? Студе ми, отидам фрлај кебиња, фрлај јоргани врз неа. Онај шака јада, тежината ќе утепа од тоа. Како живеевме. Имамо тие лампи, сијалици, па кај комшиите давам, напунат ги, Додека мајка ви жива, никако... а после тоа. Што ќе правите со 4.000 денари? Затоа ви реков и преска. Ако можете да ми помогнете од таа страна, ја имам документи овде. Сега до швајцарска амбасада да ги поднесам да видиме Швајцарија што ќе ми одговоре за пензијата да земам од таму. Со оглед на документацијата што ќе испратам за ова дека имам удар, дека сум оваква ситуација, они се принципиална земја и мислам дека ќе ми одговорат позитивно. Да ви даваат некој приход од таму? Да, пошто ја имам ги заработено тие, пошто не сум бил на црно. Мајка ми таму ја греам на термопечка, што стварно не е одбило. Термото влече многу. Ја го акумулирам на кеска, од 10 на ефтина, па до Сабајле до 7 таму. И покрај тоа пак многу влече. 8.500 месечно да пак е за струја само, тоа е многу. Вода, телефон, значи многу е. Ми кажавте дека и машината ви е расипана и перете на раце. Да, на раце перам. Зима, лето, тоа е. Машината не може да најдам мајстор. Ако може да оправе, неќе ја пушти да испробам, направи поплава кујната. Шприца од сите страни, шо е. Секој Сабајле, секој нов ден, кога ќе станам, барам човек до продавница да му пуштам пари да ми се лепи. Не може да појдам до продавница. Сега имам едно комшиче у малата зграда живее, Денис. Викам, Денис, вака и вака работа. Знам, човеков, како му рече, гледам колку месец дена нема проблем, иде исто, зареми шо треба, лепче, млеко, обично мајка ми на тоа се држи. Лепи млеко. Има и кујна овде. Земав од кујната едно известно време, како ми се деси ова, гледат дека не идам редовно, пошто и не можам, 2 километра ми од тука до кујната доле да појдам, видеа дека сум нередовен и тоа ми го скинаа. Вие подготвувате и храна? Храна, да. Како кога едната рака ви е нели во парализирана состојба? Снајди се. Со една рака? Со ова ќе држам малку, со ова ќе работам. Сега јас сум деснучар. Сега почнав со левата, би работам сите работи со десна ќе работиш. Што ви е најтешкото, ша? Ситуацијата на мајка ми кога гледам вака. Верувам. Кога ќе ослушам ова, тоа најповеќе ме боле. Мајка ми цел ног така не може да спијам. Срце ми плаче. Абе, викам, тато, отиде ти, ама. Како не остави? Обичам, не сум човек што се молам. Не сум таков човек. Гледам сам да ги завршувам работи. И заради тоа сега не бива. Не бива.
Доаѓаат моменти кога разбираме дека ништо во животот не сме правеле залудно, ниту кога сме давале, ниту кога сме примале. Сите повреди, тешкоти и предавства не направиле личност која сме денес, а убаво е да се надеваме и дека доброто секогаш доаѓа на крајот, само треба да издржиме лавовски. Благе Николовски, иако има 3 ружби, несрекно живее. Времето за него како да застанало. Се што тече и се зголемува се само маките и проблемите. Пораснат како сираче со само еден родител, можеби уште од детството се насетувала неговата тешка сегашност. Пред 20 години се жени и создава семејство кое премногу го сака, но нема услови да го прехрани, ниту да му обезбеди поубав живот. Сопругата е постојано со болниот Лука кој сам не може да ги извршува своите обврски. Немаат средства ниту да го лекуваат. Најголемиот Марио постојано е со стоката и нема среќа да најде вработување, зашто скромниот дом кој е високо на еден селски кратовски рит е со часови оддалечен од градот, а до него нема ниту автобуски превоз. Од таа причина не работи ниту благе. Ни млекото од кравите кои го произведуваат немаат како да го симнат за да го продадат, зашто само во еден правец одење со такси треба да платат 400 денари. Можеби во целова приказна најтешко ја на Кети, малото симпатично девојче кое е постојано исмејувано од другарчињата, зашто со години на училиште оди со иста облека и која чисто е балкана, зашто паѓа во калта по патот до училиштето. Таа ни солзи ќе каже и дека мора да оди гладна и да ги гледа како другите деца јадат кифли и смоки, а таа тоа никогаш не го вкусила. Во ова семејство не се знае кому е потешко, на децата кои мечтаат за убав живот или на родителите кои немаат можност да им го обезбедат тоа. Но едно е јасно, тука сме повеќе од потребни да се сплотиме и направиме да заборават на лошото минато. Баба Драгица има судбина која може да испише еден животен роман. Иако може би по години и не е многу стара, за себе ќе каже дека е многу изнаработена и изнамуштена. Од 10 години работела аргатка по ниви и месела лип за да го издржува семејството. Зад себе има 2 неуспешни брака. Од првиот ги има можеби и најголемото богатство синот кој денес си помага колку може и кој на само 3,5 години била приморена да го изнесе од татковиот дом заради неслога во семејството. Неколку години живее со него кај мајка и па повторно се мажи, овој пат само поради тоа што имала притисок да го напушти мајчиниот дом и за да му обезбеди кров над глава на синот, прифаќа наредните 9 години да живее тешко и макотрпно во Струмица. Кога конечно одлучува да застане на свој нозе и синот малку подпораснал, се враќа во Кочани, каде под Кирија живее до ден денешен. Секој ден од тогаш до денес за оваа жена е тежок. Прво со социјална помош од само 3200 денари и аргатска работа го дошколува синот, а од лани веќе и со старосна пензија која не истигнува за ништо, дури ни за лекарствата. Нема убави услови за живот, по сите основи е одбивана за социјален стан до лани, а ќе каже, некогаш јадам само лепи сол, ама и тоа ќе го преживеам само на судниот ден. Сакам да ме изнесат од свој покрив, а не од туѓ дом, ќе рече таа.